Истрасирани шумски патишта, доволно механизација и подготвени луѓе. Се чува штипската територија со цел пожарот на Серта да не ги зафати најблиските населени места. Најкритично е на тромеѓето меѓу општините Конче, Радовиш и Штип, а огнот се наоѓа на границата со село Пиперево. Откопно се контролира и гасне пожарот кај гасоводот во близина на селата Селце, Драгоево и Пиперево. Градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов посочи дека со сите расположливи сили се борат огнените стихии да не го зафатат селото, додавајќи дека и ветрот прави дополнителни проблеми. Во пожарите, освен шумите, страда и девечот и птиците. Од утринава, наши екипи на територијалната противпожарна единица се на терен на границата помеѓу општина Штип и општина Неготино, каде што се контролира и се штити појасот кој што може да премине на огнениот појас кој што може да премине на штипска територија. Најкритично е на тромеѓето помеѓу општина Конче, општина Неготино и општина Штип. Овде, со оглед на тоа што има активен пожар, има екипи стационирано и на територијалната противпожарна единица, и од армијата, и од македонски шуми, кои што се борат за да не префрли овој пожар кон селата Пиперово и према штипска територија. На територија на државата има 15 на активни пожари кои се гасат од земја и од небо. Вклучени се домашните, но и странски хеликоптери и авиони со цел да се делува побрзо и поефективно. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов по одржаниот состанок утринава вели дека пожарот во Радовиш е ставен под контрола. Рано утрово полета големиот српски хеликоптер со 5 тона вода кон пожарот во Радовиш и слободно можам да кажам дека овој пожар во непосредна близина на Радовиш кај селото Штурово веќе е ставен под целосна контрола. Зголемен е бројот на припадници на армијата кои учествуваат во гасењето на пожарите. Со указ кој беше потпишан од страна на претседателката, се доделуваат 300 припадници на армијата кои се вклучуваат во акцијата за справување со пожарите. За плюс 30 е зголемен и бројот на полицајци кои ќе гасат на терен.